Нема потреба да ни толкуваат што сакал да каже писателот. Убаво го слушнавме сите. Ако сакаат да појаснат, говореше за функционална двојазичност. Објасни како он тоа го замислува и дека тоа не е некоја болна операција. Кажа дека сака и преку овој проект или идеја да ја детабуизира Македонија и дека не гледа ништо лошо во тоа, напротив, смета дека сега му било мајката. Се работи за тактика, за смислено провоцирање и подгревање на предизборната атмосфера до, предпоставувам со крајна намера, до денот на изборите и на самиот ден на изборите да ескалира во пресметки, насилства, кои исто така лесно може да се испровоцираат во запалена ситуација, како што е македонската. Дотолку повеќе што две изјави, фактички, се во пакет во оваа тактика, пуштени во период од или разлика од еден ден. Значи, давањето на Заев, изјавата на Заев и пресот на СЈО со таа обвинителка која е таму некоја Фатиме, за објаснување дека ќе го тужи населението кое протестирало на времето за изградба на црква. Тоа ви говори дека целта на овие бомби е да се предизвика, да се добие атмосфера со која многу полесно на денот на изборите, доколку се случат некакви инциденти, ќе се прекине изборниот процес повторно. Значи, овдека не е таргет само да се наелектризира македонскиот гласач или македонското гласачко тело, етничко. Овде е таргет и албанците кои гласаат за албанските или така етничките партии на албанците во Македонија, на кои цели како гласачко тело и СДСМ сега, тоа значи да се судрат, да речеме, на терен кај гласачки кутии, кај мешани средини. Инаку јас знам, еве сега и ексклузивно ќе кажам, дека во оваа тактика, која не е на Зоран Заев, него ја прави амбасадата кај Кале, во оваа тактика е пресметано Зоран Заев да може, ова е нормално весела математика, Зоран Заев да може да земе од 38 до 50.000 гласачи албанци. Тоа е сериозно гласачко тело на политичкиве партии.